Властите започнаа со демонтажа на спорните споменици од проектот Скопје 2014. Дали отстранувањето на првиот од низа споменици, за кои власта тврди дека се дивоградби, е почитување на законот или пак, како што тврди опозицијата, одмазда за се што е изградено од претходната гарнитура. Дали она што шарените револуционери го прскаа со боја, сега откако се дел од власта ќе го демонтираат со багери? Дали уривањето на спомениците е справување со, како што го нарекуваше Грчев, злостор против македонската држава, култура и идентитет, или пак токму уривањето ќе биде вистинскиот културен и естетски геноцид? Тука се работи уствари за злостор против македонската култура, против македонската држава, против македонскиот народ, против јавниот интерес и јавниот простор. Направени се серија на стратешки, политички грешки кои што ќе доведат до далекосежни последици. Задоволни ли се првоборците кои го уриваат претходниот режим од досега сработеното на оние, за чија победа се бореа? Како новите власти ќе се справуваат со груевистичкиот мегапроект, со барокните згради и голем број споменици? Кој треба да одговара за урбанистичките и градежни злосторства? Или пак може би сегашната власт во иднина ќе одговара за тоа што го демонтира овој проект? Треба ли да се менува уставот за да се задоволат апетитите на Грција? Каква ќе биде волјата на граѓаните, доколку преку референдум бидат прашани за промена на името? Што е со новите проекти од Министерството за култура? Потребен ли е на Македонија законот за употреба на јазиците? Во Само вистина вечерва дебатираат Филип Петровски и Мирослав Грчев.